Ново издание на Политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски, ние сме старите, а ова е ново издание. Боријан, денеска ни е редот со емисија со гости. Така и денеска ја имаме таа чест да разговараме со амбасадорот на Република Северна Македонија во Обединетите нации, професор Љубомир Фрчковски. Професоре, добар ден. Добар ден, дечки. Да кажеме само дека, иако сме ние и видео подкаст на инсистирање на Боријан Јовановски после првата епизода, дека вашиот глас ќе го слушаме радиски, затоа што би било долго сега да објаснуваме кои се техничките проблеми, се обидовме да одиме на неколку начини, но мислам дека јавноста, професоре, многу добро ве знае, така што амбасадорот Фрчковски нема да ни фали, имаме ваши фотографии, се разбира, но во видео издание нема да ви имаме во оваа емисија на подкастот. На почетокот е добро да кажеме дека за жал со амбасадорот Фрчковски нема да можеме да разговараме како со професорот Фрчковски и да навлегуваме во овие домашни теми со оглед на функцијата која извршува, но секако дека и тоа како имаме тема, а тоа се состојбите на меѓународната политичка сцена која делува доста хаотично, а во центарот на тие случувања се некако Обединетите нации, каде што се наоѓа моментално и амбасадорот Љубомир Фрчковски. Амбасадоре, ви делува ли меѓународната сцена хаотично, како што вели Боријан? Па, види, со две војни, практично, со агресивната војна на Русија во Украина, настана шок овдека, цела година не може да излезат од тоа како да се однесат со тоа дека една земја на од 5 постојани членки на Советот Обединет ги крши отворено клучните одредби од повелбата и се однесува понатака као бизнес as usual, продолжува да биде членка, да поднесува резолуции, да кандидира членови. Шок имаше еден кој завршува или кој се протегнува втора година веќе. Не знаат како се однесуваат, се обидува со силни резолуции, бидејќи Советот за безбедност е блокиран поради руското вето, не може таму ништо да се направи, дебатира, меѓутоа не може ништо скоро да се направи. Генералното собрание ја компензира таа блокада со некакви резолуции кои се високо гласани, окей е тоа, постои мобилност од 140 земји против де факто Русија, за осуда на Русија. Меѓутоа тие се необврзни од друга страна, не можете ништо со нив ефективно да направите и постои голема фрустрација дека за основната задача за која ЮН е издизајниран 45 година, он всушност не може да направи ништо, на колена е, и тој цинизам кој го разјадува однатре, и тоа е уствари најглавниот проблем негов. И сега клучната работа околу која се крши копиото е дали ќе има некаков суд за осуда на Русија, нешто како што имаше за бивша Југославија, или тоа на вистина ќе помине без никаква осуда, агресорот ќе помине без никаква осуда. Тоа би го разјало, целосно би го разрушило системот на ЮН, може да прават ситни работи, може да расправаат човекови права, бла-бла, развој, екологија, меѓутоа не може да осудат агресор кој ја руши повелбата. Страшна ситуација, де факто страшна ситуација, и сега се расправа дали ќе има суд за Русија, каков таков, али некаква осуда да има на постапката, за да може на крајот на криштата да се спаси ова организација, дека не е за џабе, дека е во тој дел, во делот на безбедносните прашања, дека сепак живее, дека е во центарот на приказната, дека нешто може да направи. Добра, ама не се случува прв пат членка на Обединените нации да води војни, па дури да прави агресии на трети земји. Зошто е ова толку атипично, а да не заборавиме дека во меѓувреме се појави оваа ситуација во Израел, која исто така многу драматична и предпоставам дополнително се рефлектира на комплексните односи во Советот за безбедноста, во сите, во собранието, на Обединените нации и така натаму. Да, русите уствари, да ја завршиме таа приказна, се изолирани во ЮН, тоа е окей, мислам како никогаш до сега. Пропадна на неколку крупни гласања,
па се судираат, да речеме, во ЕКОСОК со нас, со Норд Македонија, веќе 24-то гласање не можат да бидат избрани поради тоа што на некој начин нашата кандидатура ги блокира. Тоа со нашите пријатели од Западна Европа, американци, целиот овој западен блок, се договоривме да постои некаква блокада сепак на Русија, некаков етички став на крајот на приказната, и мислам дека тоа ние наистина добро го правиме. Но скандалозно е тоа што прво се случи од 21 век, кога се смета дека меѓународните војни веќе завршија, практично нема такви, и агресијата е многу директна. Дополнета е со анекс на анексирање на територија, што ги паничи, да речеме, афричките земји. Ако ова остане преседан, дека можат да влезат посилните и да анексираат 1/5 од територијата, тоа е хаос како преседан во Африка би било. Затоа е настаната мала паника, не мала, него голема паника. Од друга страна, на русите им помогна оваа ситуација во Газа со Израел, начинот на кој Израел инаку ја води оправданата, условно да кажам, одговор на терористичките напади кај нив, начинот на кој го води тоа доведува до прашање за, како вика меѓународниот суд, геноцидни активности или активности кои го кршат меѓународното право, најдиректно хуманитарно право. Меѓутоа, тој им помогна на русите да искочат од спот на единствено обвинети и да речете, сега другата голема сила, американците ги поддржува целосно. И тој баланс, меѓутоа, тој баланс е негативен баланс на дното на активноста на ЮН. Тоа не е некаков баланс кој помага ЮН да излезе. И ние полека, но сигурно, заклучокот уствари од целата приказна е дека ние влегуваме во еден нов свет, кој е свет на блокови, на нови блокови, кои можеби не се така остри како во ладниот војна, 60 години, поблаги рабови имаат, но во основа имаме 3-4 блока наново, еден на блоковски поделен свет, кој е тензичен и компетитивен меѓу себе, кој не исклучува водење на војни на трети земји, во трети региони, не можеби меѓу нив. Тоа се блоковите на Русија, Кина, Индија, нели, суенски држави, Европска унија, афричките земји посебно, али жесток блоковски свет, кој во геополитичка смисла е компетитивен и се судира. И ние као да имаме една регресија во минатото. Наново, свет кој е пред нас. Во тој свет, во сите анализи, ЮН е маргинализиран во основа. Значи, од Тексас институт за меѓународно право до Сорос, едно 20 на институти, доаѓаат до сличен заклучок, каде одиме во нов благо блоковски свет, кој е компетитивен, кој е во судир, не е мултилатерален, како што очекувавме, каде што меѓународното право владее онака неприкосновено, и дека организацијата која всушност треба да биде олицетворение на меѓународното право, ЮН е повторно на дното на приказната, е маргинализирана е во делот на овие главни тензични воени прашања, барем геополитички прашања. Професоре, амбасадоре, рековте дека да, ова што се случи во Израел, Газа, добро им дојде на русите. Како успеа Америка, па и цел еден блок, една колона на земји позади нив, меѓу кои и нашата држава, да не успеат да се снајдат во тоа и да попараат и прекин на огнот. Каде настана тој проблем при една очигледна брутална реакција на израелците на она што се случи кај нив на 7 октомври? Последна брутална провокација. Така е, да. Вака, па нема тука некоја голем проблем, осем нормално за американците кои неусловено до сега го поддржуваат Израел и почна една мала дистанца во неколку резолуции
од таа брутална политика. Инаку тоа се дели на два дела. Делот на оправданата реакција на Израел кон терористичките напади е со меѓународно право заштитена таа ситуација. Меѓутоа, начинот на која води е второ прашање. Начинот на која води посебно под оваа влада не само што е брутален, него ги крши директно меѓународните норми на хуманитарно право и предизвикува реакција оправдана. Колатералните жртви се тотално непропорционални и жестоки и полека Израел нормално ја губи таа меѓународна првична поддршка на реакција. Состојбата е почнува да се дистанцираат голем број европски земји од таа политика, почна меѓутоа со американски држави да се дистанцираат од тоа. Во две резолуции зборуваат за кои поминаа всушност во Советот за безбедност, тоа е една од резолуции кои ги предложи една од арапските земји, помина нешто што се нарекува начинот на кој треба да се прави согласно меѓународното право и треба да се оди кон некаков прекин, односно на прекин на воените дејства и почитување на меѓународното хуманитарно право. Тоа е прв знак дека американците се повлекуваат, а пред избори веројатно ќе направат уште еден чекор. Нормално, нив Нетањаху не им е добар партнер, тоа е скоро теократска една екстремна позиција која нема дефиниран цела, не може да се дефинира што значи уништување на Хамас, не може да се дефинира што е победа во Газа, и тука се заглавени во целиот процес со заложниците. Мислам дека овој период од недела-две ќе биде клучен, да се обидат да се извлечат од таа ситуација. Нормално пресудата на првичната пресуда на Меѓународниот суд по тужбата на Јужна Африка е исто така значаен момент на притисок на Израел и неговата потреба, односно неговата обврска да реферира што прави следниот месец дена е голем притисок. Мислам дека следниот месец дена практично ќе се разреши, ќе се извлече тој дел. Жртвите остануваат трагични. Ние се однесувавме така што во првите барања за прекин огон не се споменуваше, тоа беа целосно проарапски, не се споменуваше правото, не се споменуваше терористичкиот дел на приказната, како се почна, и поради тоа ние се воздржавме од гласање заедно со сите западни земји. Потоа, кога тој дел во вторите резолуции се спомна, ние гласавме за. Така што тука имаме горе-долу чиста позиција. А професоре, се водат 34 војни и внатрешни граѓански судери моментално по гори светот, пожари на секаде. Која е смислата на ЮН? Во овие констелации нема никаква шанса ни од сини шлемови да видиме, ни од било каква пооперативна некоја ситуација која би произлегла од Обединетите нации, кој пак на известен начин по вокација, тоа им е нивната мисија да можат да влијаат активно и ефикасно во такви ситуации. Барем во дел на овие 37 вооружени судери и внатрешни конфликти. Па има некои од нив се долги, некои од нив траат во Бурма траат по 50 на години, па имаат up and downs. Некои се активни, овие војни кои настанаа последната година се скандалозни, го дигнаа бројот, тоа се меѓународни војни кои ги заборавивме, мислевме дека нема да се случат. Граѓанските војни се посебно крвави, оние во Африка, па и делумно во Азија, бидејќи таргети се цивилите во тие граѓански војни, посебно жените. Групацијата жени на тугиот блок со кој се судира се стануваат под наводници легитимен таргет на првата група, бидејќи тоа е исто како во Босна со системите на масовни силувања на босанките од страна српската војска, бидејќи жените се сметаат за чувари на културата на другата група и они на тој начин се напаѓаат, жртвите меѓу нив се непропорционално поголеми и цивилите се жртви непропорционално повеќе, не се само воените структури на другата страна. Тоа ја прави целата ситуација многу покрвава и
позицијата на Обединетите нации панична скоро. Нема како да се интервенира, но крвта е до колена и тоа предизвикува што правите вие. Морате да реагирате. Значи имате притисок за реакција, неможност да се реагира не само заради тоа што немаат инструменти, туку заради тоа што ЮН е дизајниран за меѓународни војни. Кај граѓанските војни он не може да интервенира поради принципот на суверенитет на државата и немешање во тој суверенитет. И практично е многу ограничен како може во граѓанска војна ЮН да интервенира. И таа блокада е страшна. Предизвикува она прашање, вие треба да реагирате, а вие не можете, нас не ни е гајле сега, вие што не можете да интервенирате, зашто сте таму? Зашто постоите воопшто? Прашањата се од тој тип клучни упатени кон нив и постои во таа смисла нервоза. Сега, не нервоза, туку постои мала паника уствари. И сега што се случува? На воен план имаат 4-5 мисии во Африка пред се, кои се активни, но се со мал резултат и се со најчесто жртви на страните кои се завојувани, но има еден дел кој може да се развие, а тоа е медиаторството и понудата на групи медиатори. Тука ЮН е исто така слаб. До прва расправа има тука една иницијатива која ние покренавме, таа е единствена иницијатива со која Македонија валјда воопшто во својата историја покренала и која најде на одек внатре во ЮН. Малку и моја приватна иницијатива, поради тоа што јас нешто во таа област, па а и Македонија има рейтинг на успешно преговарање во конфликти на идентитети и тоа се залепи со потребата на ЮН да има преговарачка школа. Значи да развие школа на преговарање во вакви ситуации, да може да понуди, да речеме, да отидат експерти тамо и да се обидат да понудат решение, односно да преговараат меѓу завоенуваните страни. За тоа нешто малку подоцна ќе ви кажам. Но делот што е посебно опасен, што мене ме зачуди и малку како да кажам, со љубопитност една, но и со паника го гледав овдека, е што таа поделба геостратешка сега нова која се појавува меѓу Русија, Кина, Индија, САД и на тој меѓународен план, вие на некој начин може да ја разбере. Земјите се борат за нова позиција, сметаат дека се големи сили и сметаат дека немаат доволен респект од другите. И се обидуваат да изборат таа позиција, дури со вакви нелегални воени средства, кршење на меѓународното право. Русија го презема тој ризик да избори таа позиција своја. Тоа некако може да го разбере, не да го прифатите, али да го разбере. Но сега поделбата се сели во нешто што сметавме дека е неприкосновена област во меѓународното право. А тоа се зоната на човекови права. Човекови права се смета за основа на организацијата, основа на меѓународниот поредок, заштитени се со Јус Когенс е меѓународно задолжително право, значи надвор од суверенитетот на земјите се. Не можете да кажете ние нема да ги почитуваме бидејќи имаме национално закон. Не можете. Мора да ги почитувате бидејќи се наднационални. Се одеднаш блоковската поделба за која зборам нова се одрази во делот на човековите права. Значи човековите права се овие 5 години, посебно овие 2 години, во назадување општо. Професоре, ќе се вратиме на темава. Сашо? Па јас всушност сакам да го прашам професорот повеќе отколку амбасадорот, бидејќи ова за што Фрчковски говори е во суштина центарот на судирот идеолошки, ако може да се каже глобално, а тоа е прашањето кои земји ги ценат повеќе индивидуалните права, а кои земји ги ценат повеќе колективните права. И од тој судир ние како што гледаме сега идеолошки рамки на инвазијата, да речеме, на Русија врз Украина, идеолошките рамки на Кина, наспроти овој западен принцип на негување на човекови права и на индивидуално и така натаму, со право амбасадорот алармира дека тоа сега се доведува до прашање. Но што ќе биде развојот на тоа, професоре? Оти тоа го гледаме дека се одвива така како што се одвива.
Па, прво да ја видиме, прво би ви опишал кратко ситуацијата овдека, бидејќи овдека е као ситуацијата најмека, се гледа точно кои земји се каде и се е во дипломатски ракавици. Можете да го видите, тоа не е преостро, али истовремено е јасно. Поделбата оди по линија дека група земји кои, да речеме, земји од се нарекува Global South, порано неразвиени земји на Африка, Азија, Латина Америка, се нарекува Global South, најчесто пружа отпор на овој концепт на човекови права по концептот со аргументот дека тие не се доволно развиени. И прво треба да се развијат, па потоа да им се да зборуваат за човекови права. Тоа е така наречен девелопменистички аргумент, квази аргумент во основа, бидејќи човековите права не можат да пречат на развојот, можат да помогнат, да му пречат. Али они имаат таков став, прво пари и развој, па потоа човекови права. Меѓутоа, тој став го разорија некои од земјите кои, да речеме, Норвешка, кои велат дека давањето права на жените кај нив ја развило економијата 45%. Значи, правата ја развиваат економијата, не се проблем за економијата. Сега тоа е промени ситуацијата. Посебно женските права се на удар, бидејќи жените се прво непропорционално жртви, жените и девојките во воените судири, потоа има еден глобален конзервативен тренд и во западните земји, наречен да ја вратиме жената на своето место. Тоа е еден гест кај што машкиот идентитет е ставен, се добива врз принципот на доминација. Не може сам по себе да рече јас сум маж поради тоа и тоа, него јас сум маж ако доминирам некого. Во основа се враќа тој конзервативен систем, тоа го има и кај нас. Гледате ова од Струмица па навака, овој развој на конзервативна улога на црквата нанов, тоа е еден жесток конзервативен тренд и во западните земји, али во афричките земји тоа е до паника доведено. Има земји кај што се поисплашени да им дават на своите сограѓанки права отколку да влезат во војна со соседот. Полесно им е да влезат во војна, него да им дадат на своите жени права. Тоа ме запрепасти. Колку правата на жените се уствари револуционерна категорија за промена системите на моќ во некои од тие земји. Сега тие земји се поддржани од Русија и Кина. Се формира еден нов блок кој е антизападен. Ова се начелно западни приказни со кои сакаат да не блокираат или да не држат под уцена дека ние немаме ниво на човекови права и ние нив ги одбиваме. Ама тоа е окей со човекови права, како тоа ги одбивате? Не ни е гајле. Ги одбиваме. И сега тоа се случува тука. Ставаат тој блок земји, тоа е едно 45 земји од Африка, нешто Азија, заедно поддржани со Русија и Кина, перманентно ставаат резерви кон членови во резолуциите кои се однесуваат на женски права, права на жени и девојки, групите кои се vulnerable, тоа се овие малцинства, мигранти, LGBT+, etc. Се тоа одбива. Тоа се све западни притисоци врз нас, тоа не е наша национална култура, еден традиционализам, кој истовремено, внимавајте, влегува во кореспонденција со западниот традиционализам и конзервативен удар, кој се развива сега во западните земји, кои би требале да бидат промотори на човековите права, сега кај нив се јавува антифеминистички удар, кој стапува, кој ги поддржува овие ставови на афричките земји и настанува еден општ глобален контратренд. Паника една во таа смисла да и одека се гледа тоа, општи резерви, имаме консензус, немаме за ниедна резолуција со оваа група земји. Порано имаше, да речеме Русија, Кина, дел од афричките земји ќе гласаа про, малку ќе гунџа, али ќе гласаа, сега не. А како стојат работите со европските земји, па и Балканот, професор, како се позиционираат они визави овие некои цивилизацијски вредности кои сметавме дека се освоени, но очигледно се уште не?
Не само што не се усвоени, ние сме чекор 2 назад отидени. Значи, брати, ние не стоиме на место. Ние одиме назад кај женските права, посебно тие се пик сега на работава. Има некои други колективни права кај мигрантите. Ние сме назад во приказната. Значи, она што претходно им се признаваше, сега не им се признаваат елементарни факти, например дека жените може да бидат повеќе слојно дискриминирани, и како мигранти, и како мигрантка работничка, и на сексуален притисок на работното место. Они фактот не го признаваат. Чекайте, да упаднам, професоре. Значи, да упаднам, Фрчковски. Годинава ќе биде годината во историска смисла погледната во која ќе има најмногу избори низ светот. 6 милиарди луѓе дека гласаат оваа година. Милиарди луѓе ќе гласаат, веќе се започнати тие гласања и така натаму. Во најголем дел од земјите и жените гласаат. Најголемите проценки велат дека светот се придвижува кон десно, кон конзервативизмот. Има се разбира и друг вид на проценки, меѓутоа преовладуваат овие кои што велат дека допрва сега не чека едно вртење кон десно. Можно ли и самите жени да гласаат за нови власти во кои што нивните права се доведуваат во прашање? Бидејќи на крајот и во демократски земји, ова за што говорите, значи и во Европска унија, некои од најразвиените западни земји, доаѓаат се повеќе популистички десници кои токму овој принцип го враќаат на сила за која мислевме дека е надминат. На ова би се надоврзал. Тоа сакав да прашам како ова цунами на популизмот во Европа, која на известен начин е матрицата и беше долго време заедно со Соединетите американски држави чувар на овие вредности на човековите права и така. Како тој популистички наплив се рефлектира во нивното однесување во Обединетите нации? Знаете, дел од нив се повлекуваат пред се по две причини. Пред се поради миграцијската криза во однос на мигрантите. Второ, американското општество е поделено по таа основа. Исто така, тоа е неверојатно, вие као да живеете во земја во која има 2-3 држави, а не една. Жестоко е поделено. Посебно е по токму таа линија, и второ е по женските права и односно ова. Прво се мигрантите. Значи, првиот контекст е дека нашето општество, западното зборувам, има синдром на малцинска култура, дека е култура која е под напад, дека е култура која треба да се брани. И тук влегувате во фантазмот, ирационални фантазми се тоа. Дека нас некој влегува кај нас и ни го одзема нашето место и нашата култура и нашите работни места. И тука имате работничка класа која е десничарска, не само десница, субкултурна десница од улиците и социјалните мрежи, па имате фармери кои се десница, па имате загрижени жени, домакинки, кои се против системот и државата која не ги суди педофилите, не ги суди тие што ги напагаат нашите земји. Тоа се све некој енгр, некој бесен бел човек, бесна бела жена која заедно со бесниот бел човек се брани. И тој енгр, тој гнев е насочен популистички против другите. Другите се некои, не мора да се... Значи, сите велат дека не постои мигрантска криза во Европа, која е 1,5 милиони луѓе. 1,5 милиони луѓе има дојдено во Јордан, кај што како држава 500,000 се домашни граѓани. Тоа е криза. 1,5 милиони доаѓаат во земја во која 500,000 се жители. 1,5 милиони на 350 милиона во Европска унија не е криза, али самиот збор дека е тоа криза, дека има наплив, зборува за таа параноична фантазија дека белиот човек се смета малцинство и се брани со ирационални мерки. Тоа е таа десница. Таму оди приказната. Таа е поширока отколку што се тоа десничарските партии. Тој страв се шири и тој е антифеминистички меѓу другото. Меѓу тоа е антимигрантски. Сите испитувања на јавно мислење кои овде ги има исто така, зборуваат дека младите генерации, внимавајте, не ние, 56 години имаме ние, младите генерации се сите поконзервативни од нас, кои имаме 50-60 години и јаче.
Они се поконзервативни во делот на тоа дека жената треба да се стави на свое место. Во кујна. Они ја гледаат својата машка перспектива како во доминантниот модел на доминација врз жените. Да мислите, тинејџери се тоа. Тоа се тинејџери. Конзервативното мислење на младите во Македонија е исто како што е во Германија со последното испитување кое е поконзервативно кое е десническо и во Британија. Двете испитувања се панични, во Гардијан ќе ги видите анализите, се апсолутно поконзервативни генерации, оставете ги ние се пензионери. Пензионери искачат во еден дел по-прогресивниот овој дел. Така што ситуацијата е малку по-драматична отколку што изгледа во овие наши научени флоскули и во таа смисла постои сега еден не да речам дека ЮН не прави овде прават на вистина напор и во делот на човековите права можат некои разлики да се направат. Ето сега да ја прашам, има ли либералните вредности се изложени на силен удар? Има ли тој круг на луѓе на земји кои нели се ги поддржуваат тие либерални вредности? Има ли одговор, има ли некаква мобилизација која би одговорила на известен начин на овој удар кој се враќа од гробовите од 19 век кој излегува на површина? Да, Гордан Боријан има. Постои прво една правна реакција, во таа смисла е интересно да се споменат неколку ствари, и постои една политичка групација, нормално на земји, кои ја поддржуваат таа правна регулатива као чекор напред, али и таа група на земји, сакам мојата поента да извршам до крај, е стаена сега во блоковска ситуација. Не сме као порано нетворк кој се шири и кој освојува нови и нови простори на земји кои не биле на наше ниво, да речеме под наводници, па стануваат, туку сега сме ние затворени во блок. Нас не тераат да гласаме ние против нив, они против нас. Има блоковска структура на гласање. Значи сега, ќе ви кажам, за резервите кои ги ставаат оваа група земји поддржани со Русија и Кина, они гласаат против или ставаат резерва на тој член во кој се споменуваат женски права, ние гласаме за. Ние гласаме против нив, они гласаат против нас. Нема компромис. Порано сме правеле компромис. Оделе на разговор, па оделе некои зборови ќе променат. Не, они вака велат. Тој јазик што го употребувате консензуално не е прифатен во меѓународно право до сега, ние ставаме резерва на тоа. Ама чекај овие наши условно им велат. Тоа е, например, не е јазик на нови права за жени, тоа е јазик на факти. Дека жената, да речеме, може да биде повеќе слојно дискриминирана од мажот. Она по 3 основи, мажот по 1. Што е проблем? Тоа е факт. Не, тој јазик не е прифатен консензуално, ние гласаме против. И нема муабет. Да, амбасадоре. Нема муабет, гласаме против, ние гласаме против нив и ве буткаат во блок. Например, не можете вие да направите компромис. Вие си гласате со, условно да кажем, вашите во алијанса и таа подела е толку јасна сега, тоа малку е непријатно за ЮН. ЮН однатре поделен. Сега ние имаме резолуции, кои прошле, али со, да речеме, 4-5 клучни резерви. Не се целосни резолуциите, како порано. Амбасадоре. Во таа смисла, например, е техниката на гласање. Инаку, условно да кажам, направија еден огромен чекор направија во женските права, условно. Тамо е фронтот сега на приказната. Да речеме, женските права, осем кај човековите права, успеа да ги стават во делот на услови за економски развој. Например, сега, кај Sustainable Development делот, имате услов кој не е само финансиска поможба, туку и уклучување на жени. Значи, гледате, ја мерите државата дали е економски развојна по тоа дали ги вклучила жените. Ако не и давате кредит, например. Не е компатибилна. И тоа е голем чекор. Само женските права се уфрлени во делот на Sustainable Development, во економскиот дел, кој досега не биле.
тие биле само кај човековите права, бидејќи тамо припаѓаат. Амбасадоре, на економски развој. Така е, меѓутоа, јас минатата година, меѓу другото, работев малку и во Африка и таму еден, во земјата каде што работев долго време, еден од врвните политичари ми вика: господин Ордановски, знаете како, американците доаѓаат и ни држат лекции за човекови права, за женски права и така натаму, кинезите доаѓаат и ни градат бесплатно аеродром. Што мислите, што би требало да прифатиме? Се разбира вака една иронична. Дали е таа битка изгубена? Тоа сакам да кажам, особено за овие земји кои што блоковски веќе се поврзуваат заради вредностните, идеолошките вредности, се поврзуваат со земји како Кина, Русија и така натаму. Знаеш што, таа борба не се води само западни земји, Кина на теренот на Африка. Таа борба, за среќа, се води од афричките жени. Така што они се борат за тој дел од правата, од страна можат само да секундираат западните земји, да речеме. Може би некој пат тоа секундирање е контрапродуктивно, али, например, жените во Саудија Арабија се борат да можат да возат, да имаат возачка дозвола, тие сами се борат за тоа, не е помош од Америка за тоа. Или во... Значи, имаме тука друг тип на... Од внатре имаат они притисок, например, има притисок дека 10 до 12% од секоја афричка земја по испитувањата се луѓе со различен сексуален избор. Тоа е факт, тоа не е западен проблем. Они африканските земји одговараат вака: тој проблем кај нас не постои, вие не го наметнувате проблемот дека тука ЛГБТ треба да имаат права. И кај нив тоа не постои. Амбасадор им вика: види, тоа не е проблем, таму има факт дека има так. Проблемот е што вие нив ги убивате или ги затварате, тоа е проблем. А проблем не е што тие постојат 10-12% у секоја земја. Значи, системот дека постојат и однатре притискаат е за своите права е една линија, друга линија е меѓународна заедница што им помага со, да речеме, и финансиски ги организира голема група на нетворк има овдека во Њујорк, доаѓаат од тешко од Африка, бегаат, али доаѓаат овдека се организира, учат како тие техники на мобилизација, на борба ги учат. Значи, во таа смисла има придвижување, се случуваат работи кои можете да ги поддржите, кои гледате до каде одат, али се враќаат назад и назад се навистина изложени на терор. Во Уганда ги убиваат со смртна казна се заканите. Значи не ситуацијата не е баш онака. Инаку Кина е присутна во Западен Балкан. Кина има држави во Западен Балкан чии јавни финансии не се слободни, бидејќи зависат од кинеските кредити кои треба да им одобрат, а тие земји се на патот на Европската унија. Малку трики, што ви кажат, малку контраверза. 1/3 на собственоста се во руски раце, а јавните финансии им зависат од кинескиот капитал. А они се на патот на Европска унија. Тоа е малку... Професоре, ова грда слика што вака ја се наслика од овој разговор за состојбите во светот. И сега се подготвува во Обединетите нации оваа конференција за септември, која, што знам, малку дури цинично звучи, самитот на иднината. Да. И за прашањето е, што тој самит на иднината може да реши? Например, не знам дека Германија и Гана, мислам, треба да го издрафтаат тој нултиот документ. Што може да се направи за да светот се обедини околу некоја активност која ќе обезбеди некаква иднина, како што се нарекува оваа конференција? Значи, овде тие акти служат како некаква програмски пушап. Значи, ништо оперативно од тоа не може да се очекува. Например, документот е инаку добро направен. Значи, кој ќе речете самит на иднината, тоа океане, тоа све можете од него да ставите. Они направиле да стегнат документ од 20 страни, од кои 10 страни се наредени 6 приоритета и практично многу добро, кој ќе го земете тој материјал, тој го пратив и во МНР назад, тој овде треба да луѓето да го научат тоа. Може точно да видат што е приоритет, како добро се поставени тие работи околу сите меѓународни организации
И навистина прегледно е што е главен проблем и како се реагира од ЮН. Програмски документ. Прв пат во тој документ нема посебен дел за човекови права. Внимавајте, човековите права се фундамент на меѓународниот поредок, прв пат го нема, со логика следна. Гледате како се прави компромис. Ако ставиме посебен дел за човекови права и таму ставиме права на жени и све внатре, ќе има напад на тој дел, фокусиран напад од оваа цела групација земји, да ве подсетам. Западните земји со се нивните пријатели во ЮН имаат 82 гласа. Тие гласа кои ние ги добиваме во кандидатура во ЕКОСОК против русите. Значи 82 гласа за нас и нема поише. Не беше. Русите и кинезите во еден момент може да соберат 120 гласа од бројот 193. Значи, западните земји со сиве овие иницијативи се малцинство тука. И сега, идејата зашто овој дел се изостанува од тој документ, вика го пуштивме не сите 5 поглавја да следи, значи го инфилтрирале во другите 5 делови, као sustainable развој, не знам безбедностите прашања, не знам технолошкиот развој, внатре ги ставивме човековите права, не сите 5 дела, да нема посебен дел, да не се фокусираат, ке се блокира целиот процес, ке гласаат против. За некои тактики византиски во самите дизајнирање на документи се прават некако да се али во секој случај се покажува реакција на тој конзервативен притисок. И на групата земји која гласа. Иначе документот е окей, али е програмски, ништо од него не може да очекувате утре ќе запне некој да сработи нешто. Една тема која виси постојано, која е важна некако за иднината на улогата на Обединетите нации, тоа е реформата на Советот за безбедност. Има ли таму некаков помак? Може ли да се очекува нови постојани земји членки на Советот за безбедност? Се работи ли нешто на тој план? На тој план се работи перманентно 40 години. Значи имате 15 некакви проекти, 40 години и сега се работи. Сега, например, денеска да отидам во Советот за безбедност, имате неформални консултации за некои од плановите на промена на работата на Советот за безбедност. 5 држави кои имаат вето немаат никаква намера од тоа се откажат, иако не се против расправите за реформи. И тие реформи се практично, кога ги водите така, и во контекст на овие војни сега, војнава, например, во Русија, па и во Газа, покажа дека злоупотребата на ветото од една и од друга страна, покажа посебно дека тој орган е во криза, пак ништо. Мокната позиција на 5 земји е таква, да иронично дозволуваат секаква расправа, реално не се случува ништо и не можете тамо да очекувате практично се случи ништо посебно. Пред да завршиме, ви фали ли Македонија и вашата впечатлива активност кога сте тука? Не посебно, не можам да кажам дека. Значи не брзате да се вратите, тоа сака да каже. Не посебно. С оглед на развојот да. Инаку добро, мислам, гледате, од овој аспект кој не е внатрешен, може да изгледа малку цинично, може да јас извинувам ако така изгледа, што не мислам тоа така да го кажам. Ние практично сме на пат, рефлексот на меѓународен план, на вистински пат, одиме како што треба, функционираме овдека посебно во делот на успешните идентитетски преговори, као што е Охридски договор, Преспа, сето тоа може да се наплати овдека, ако знаете, и таа иницијатива за која ви кажав околу правење на едно место во ЮН, каде што ќе има експерти кои ќе понудат медиација во сите судири, по наша иницијатива се води во делот на секторот против геноцид на кој го води Алисен Дариту, на прекрасна личност, и може да ќе направиме еден дел кај што ние можеме да бидеме Македонија како мала земја, како супер мала земја, да бидеме едукатори. Нешто од нашата успешна дипломатија да наплатиме ако можеме, во смисла да учиме некого, да се вклучиме во тоа. На нив им треба
тоа бидејќи судири во светот се 90% идентитетски. А ние имаме искуство со тоа. Тие се тешки судири и можеме да направиме таков еден дел. Ако тоа успееме да направиме, тоа е нешто значајно. За ова друго сме ние онака. Се разбира, сето тоа под услов да не ги вратиме идентитетските судири во Македонија во наредниве години што следува. Да не искочиме дека сме, да не влеземе во статус кво едно лошо, кое е скапано статус кво во кое сега моментално е, например, Црна Гора или Србија. Да. Добро, професоре, ви благодариме што бидевте гости во политика. Амбасадоре, благодариме за гостување во politikanti.mk. Фала ви, друштвото беше прекрасно. Добро, тука завршуваме, Сашо. Порјан, секогаш е Фрчковски занимлив, па дури кога разговараме на меѓународни теми од перспективи на Обединените нации и така натаму, сигурен сум дека е позанимлив кога би разговарале за домашна политика. А и веројатно му фали тоа, да сепак му фали да каже нешто, ама не го разбираме што не може да се разбира, таква му е позицијата. Добро, благодариме за вниманието и се гледаме во вторник. Се гледаме во вторник. Поздрав.